Добар ден на сите. Добар ден. Како сте, дечки? Вака сега, слушнете. Прво одма да ви споделам нешто. Да видите. Потоа и да ја замолам Секуловска Марија подитно да ја отстрани сметката што ја направила кај што не е местото, че Ана Марија Секуловска. Затоа што за тоа што го направила може и да ја одговара, затоа што направила нешто кај што не треба да направи, значи да најде начин како што го направила тоа да го тргни од таму. И како знае и уме да не поднесуваме барање за да го направи тоа. Кој тоа настанче? Ана Марија Секуловска. Чекај, чите. Добро да. Веќе многу пати сите го зборување. Готово, сега ќе се поправиме. Пред се поради интернетот е тоа, одма сега. Мислам дека сега ќе биде подобро. Да. Вака сега. Слушнете прво да ви кажам што рече наставникот Петар. Значи утре, почнувајќи од 9 сатот сабајле, први се 601, на половина час, значи во 9 е терминот за 601. Бидејќи немаме тука, мајде можете слушни ќе му пренесите. 601 оделение, во 9 сатот, да појдат до училиште, со маски, со се, по протокол, да си ги земат куферчињата по техничко. Ќе го побараат наставникот Петар. Потоа, во 9:30, 602, во 10, 603, во 10:30, 604 и во 11, 605. Дали сум јасен? Мислам, че говори за 604? Од 9 натаму бројте по пола сат за оделение. Повторувам, 601. Слушај. А вие не слушате, изгледа. Во 9, 601. 602, 9:30. 603, 10. 604, 10:30. 605, 11. Јасно е сега? А во кој ден наставниче? Утре. За да си ги земите куферчињата по техничко. Сега, да ви го споделам, устари го гледавте тоа, ќе ви го споделам овој дел. Значи, бидејќи вчера беше видеото што го направивме со тестот. Добра работа, сега, да ви кажам нешто што ќе ве очекува. Ова што го имавте вчера, ќе го имате истото со многу позасилена контрола. Ова беше најниската контрола за заштита од читинг или преварување, што би рекле, или мамење, како сакате кажете. Сега, за на крајот од, бидејќи претпоставувам дека нема да се вратиме на училиште, на крајот од годината ќе имате ист таков тест, сличен, за сето она што беше учено за време на карантин. При тоа напомнувам дека ќе го работите исто на exam.net, но со најголема заштита. Тоа значи дека, ако ви се заклучи компјутерот, нема да го отклучам, ќе завршите со тоа што сте го напишали. Значи, повторувам, вчерашниот тест беше со најмала можна заштита. Односно, наједноставно, и при тоа јас ги отклучував сите ученици на кои што му се заклучуваше екранот. Но, на годишниот тест, штом ви се заклучи екранот, без разлика од која причина, завршувате со тестот. Имаше случаи на ученици што го отвораа тестот и на мобилен и на телефон. Такво нешто не е можно. Затоа што јас ја следам и IP адресата на која е отворен тестот. Можам да ви кажам и кој интернет го користите дома доколку сакате.
Значи, се познава и пишува. Значи, пишува, еве сега ќе ви покажам, затоа што го гледате. Во делот Surveillance. Еве на Ана Марија Секуловска. Видете? Овдека ја пишува IP адресата. Значи, со која IP адреса Марија Секуловска се приклучила на интернет. Сега ќе ви покажам и да видите. Може да го исклучиш звукот. Еве го. Човека нешто без веза, IP идентификација. Човека не го прекажува. Сега ќе ви покажам во Google, подобро ќе биде. Значи, IP адресата од која е пишуван тестот. И тоа еве го. Од кабелнет, вајлда. Ова што го гледаме кабелнет. Еве го. CableTel. Значи, еве го од А1 на интернетот на кој што се приклучила Ана Марија Секуловска. Значи, пишува сите можни податоци за вас. Пишува дека го користела на Windows, значи на компјутер. Пишува дека јас сум и дал код за да го продолжи решавањето на тестот. Ако кликнем на Student Answer, гледам што таа воопшто напишала. Исто така, овдека гледам десно. Што пишувала и кога пишувала? Пишува во кој време започнал тестот, кога тестот е прекинат. Значи, исто така морам да ви кажам дека учениците што ги следеа упатствата не се заклучија воопшто. Значи, учениците што не ги следеа упатствата сите се заклучија. А ви напомнувам дека наредниот тест ќе биде со најголемата можна заштита. Сега видете. Овдека што е убавината? Ако кликнам на Download PDF, јас сега ќе ги даунлодирам сите ваши решенија. Сега ќе ви ги покажам. Значи, во еден документ, сите 46. Имајте во предвид дека во 7 оделение вкупно се 80 ученици. Значи, еве сега ќе ги снимам во OneDrive. Еве вака. Тест мерење. Ево го клирам во фолдер. Сега. Значи, откако се креира овој документ, значи, видете, еве го. Еден е веќе и го решава, не знам кој е тој што уште го решава кога тестот е заклучен. Индивидуалните потесувања, еве ги сите имиња ваши, јас можам за секој посебно да правам одредени подесувања. Можам да му овозможам нешто, додека трае тестот. Единствено овдека што не ви овозможив се алатките што би ги користеле на тест по англиски јазик. Друго се ви беше довозволено. И геогебра, и формули, и помош со формули, и се. Чи така ќе ви биде тестот што ќе го полагате на крајот од како ќе завршиме со работа со податоци за се што учевме додека бевме во карантин. И внимавајте, таа оценка што ќе ја добиете на тестот ви е 1/4 од оценката што ќе ја добиете на крај година. Внимавајте. Ајде прашај. Кога ќе се знаат оценките за на крај година? Вака сега ви кажувам, ќе дојдеме до тоа. Значи ви кажувам, вашата активност, вашето залагање. Затоа што јас имам евиденција. Кој од вас се приклучил на сите часови, а исто така има евиденција и кој воопшто не се приклучил. Значи, кажи, ајде. Јас приклучувам на сите часови. Па те слушам, Милшо, на секој видео те има. Значи, не е целта да бидеш приклучена, туку целта е, освен што си приклучена, да научиш нешто. Затоа што целта на учењето не е дали сте приклучени или не сте. Целта е да научите нешто. Повели?
Настанче да не се треба малку порно да излезам од час. Слободно можеш кога сакаш да излезеш од час, не порано. Кога сакаш можеш да излезеш. Како и за секој час. За учеб, Молам? Ja uključim exam.rs, ми бара enter. Вака слушни ме, ама никој не ти рече да појдеш таму. И Ана Марија никој не ја рече, па си појде таму и направи глупост. Значи, ќе одите таму само кој ќе ви речем. И рече некој. Ви кажав првото видео, вие не слушате. Значи, ви кажав дека таму нема потреба вие да се логирате. Вие сте ученици. И таму се прејавувате само со кодот што ќе ви го дадам јас. И крај на муабетот. Значи, ваша работа е да не буцкате ништо повеќе. А не се ниче кога тесто? Ќе ви кажам и тоа. По потреба, ќе ви кажам 2 дена пред тоа, за да може да го проверите. Задачите ќе ви бидат сите задачи од тоа што ни е пишувано, од тоа што ни е решено. На тој начин ќе проверам дали од вас некој и воопшто пишувал или часовите ги гледал како на кино. Значи, сите задачи што ќе бидат на тестот, ќе бидат од тоа што ни е зборувано и решавано на часовите. Исто како на училиште. При тоа, ќе ја имате најголемата можна заштита на тестот. Ако тестот ви се затвори, завршувате со тестот. Нема јас да го отклучувам. Значи, тие се правилата на игра по кој што ќе играме. И не признавам, пробав, ми се отвори апдейт или не знам шо. Тестот е тест и треба да се реализира на начин на кој што треба да се реализира. Знаеме што се случува секогаш, ама сега ќе се обидиме тоа да го прекинеме. Чи гледате дека на сликата уште стои таму. Се гледаат сите имиња, еве например, еве ученик. Значи, чекај, кој беше на еден? Еве, например, ќе отворам еден од учениците, на кој што не му се заклучи воопшто. Знам еден таков. Значи, беше со телефонот, не беше таја. Ана, мислам дека беше. На Ана не се заклучи. Како може на Ана да не се заклучи компјутерот, а на сите вас, или најголем дел од вас, може. Кој ќе видите, еве што Ана пишувала. Значи, тоа што го пишувате на хартија, треба да го напишите на компјутер. И затоа, наместо да имате 20 минути, ќе имате 40 минути. Но при тоа повторувам, ако се заклучи екранот, јас не го отклучувам. Тестот ви е завршен. Затоа внимавајте како се однесувате за време на тестот. И при тоа ви спомнав на вчерашното видео, на почетокот од часот. Дури и ви кажав како може да си скенирате решение, што ќе го напишите на рака. Може би некогаш ќе имате задача кај што ви е покомплицирано и не можете. Ако имате алатки за цртање. Тогаш... Како да го отвориме тестот? Ама не можеш ти да го отвориш тестот. Како да ти кажам. Сега јас ќе ви покажам како изгледа тестот. Вие не можете да го отворите. Тестот ви беше вчера и толку. И сега ќе ви покажам што сте ми пратиле мене. Вие тестот не можете. Сега ќе го спот... Тестот за ќе го правиме на крајот. Па не е тој готов, како можеш да го видиш ти? И да е готов, ти сега не можеш да го видиш тој? Молам. Јас не вчера најдов. Па гледам дека не беше, тоа важи за сите. Еве вака. Еве го сега OneNote документот во кој што ја ќе ви ги прикажам сите. Одам во Insert, Printout и сега ќе го барам фолдерот. Значи не тука, во Блаже Конески, еве овдека и направив тест, еве. Сега кога ќе кликнам Open, ќе ги добијам сите 43 тестови од сите ученици. Ќе видите како. И секој јас ваков тест ќе го оценам еден по еден и на секој од вас ќе ви го вратам во тимот. Да си го видите тестот. Наставниче, Молам? јас сум гостин на
сепак се извинувам, имав Ама направено ако- нешто грешка и немав доволно време. Нема врска, ич уживај. Значи ти си гостин, ова кажувам за моите ученици. Ти не мораш да го правиш. Ти го правиш затоа што сакаш да го правиш. Разбираш, бидејќи ти сакаш, јас доволно го ценам сето тоа и јас ќе го прегледам и твојот тест како од моите ученици. Затоа што следиш од самиот ден и ќе гледаш како сите. Еве го. Како што ги гледав, еве го тестот од Ана. Наставници се извинувам. Еве од Ана Марија. Значи, еве видете колку напишала Ана Марија. Јас ова ќе го прегледам. Ене Анастасија. Еве Ангела. Еве Ангела. Значи, ова се решенијата на сите. Јас ќе ги прегледам на секој посебно и ќе ви ги вратам. Значи, немојте да правите нешто што уствари не е ваше. Значи, не знам по кој пат да ви кажем. Одевме 3/4 од времето на училиште. Јавно пред сите ќе кажем. Се знаеме на прсти колку од вас пишуваа домашно тогаш. Значи, имаме списоци, Наставници? момент да докажам. Имаме списоци во кои што се водеше евиденција и поени се собираа. Чи не сме вчерашни, знаеме што се случува. Ова ви го кажувам колку да знаете дека кога ќе се пишуваат оценките, се пишува се, а не знаењето на вашите родители и познати и пријатели, што сега доаѓаат на помош. Значи, и тоа ќе биде земено во предвид, да не ви биде залудна маката. Вака претерувам по сите да видите. Значи, но исто така имате во предвид дека одевме на училиште и дека се знаеме и дека морам да речам дека залудно ви е сето тоа, оценката ќе биде валидна и веродостојна. Значи, имавме часови секој ден. Значи, буквално секој ден и немавме пропуштено час. Сега идат најубајот дел од годината за наставникот во кој што треба можеби најтешкиот, да се пишуваат оценките, но оценките ќе ги заслужите. Оценките ќе ги знаете на 9. Значи, до 9 јуни никој од вас нема да знае конечна оценка. Ќе има предлог оценка, учебната година ни е до 10. Значи, оценките по математика не можете да ги поправите од 1 јуни натаму. Ај објаснете ми како ќе ја поправите оценката. Секој ден ќе одговарате на лекција. Ние се знаеме, секој ден одговарате ви. Гледајте на часот колку мина се прашувани секој час. И колку мина одговараа на часот. Значи, да не се лажиме, има начин се, ќе правите уште еден тест на се што е учено, на начинот на кој што ви кажав. Наставниче, Повели Душо? кога правев јас тестот на крајот пред да го пратам, тропките ми беа чудно зададени, не беа како јас што ги напишав. Ако тоа се преправаат, значи не е страшно, а се преправаат затоа што си го сменила делот, значи не е страшно. Не е страшно воопшто. Молам? Тестот може да го решим денес. Денес не може да го решаваш тестот, тестот беше вчера и само вчера. А за сите што нема да бидат задоволни, ќе го решаваат, можеби од први ќе почнеме на училиште и ако некој не е задоволен, ќе дојде директно во училница, на компјутер кај мене и пред мене ќе го решава тестот, ако не е задоволен од оценката што ќе му ја каже. Бидејќи најверојатно завршува карантинот и од први ќе може да одиме на работа, бидејќи од утре веќе и треба да појдете да си ги земите куферчињата. Ако некој не е задоволен од оценката по математика, што ќе му ја кажам, ќе може лично пред мене да одговара, да го покаже тоа што смета дека јас сум многу скратил. Наставниче, учебниците како ќе ги враќаме? Не знам, значи има некој зема плата за тоа и треба да мисли за тоа. Значи не му се секирајте, учебниците ќе ги вратите и ќе ги добиете учебници. Дали сега, дали во септември, важно ќе ги вратите. Мој предлог ќе биде да ги враќате кога ќе ги земате свидетелствата. Значи, за да си земите свидетелство, треба да го вратите учебникот. Ако не ви е комплетен
пакетот со учебници, нема да земите свидетелство, мислам, просто и едноставно. Ако некој од вас нема загинато има било кој учебник, нема да добие свидетелство. Чи ваша работа е да се грижите за тоа што ви го дала државата. Ако не се грижите, нема ни да добиете свидетелство. А тврдите почне на училиште? Не знам душо, не знам. Моја предпоставка е така, сега дали ќе почнеме или нема да почнеме, не знам. Треба некој да каже за тоа. Еве сега вака. Сакам јас, додека сте тука во чет, да ви испратам нешто што сакам да го решите сите вие. Еве сега. Нешто е подготвено. Што го скинете во чек не можеме да Можеш, јас сега ќе ти пратам тебе директно на месенџер за да можеш да го решиш тоа. Може така? Да. Еве вака. Сега во Teams, кај што сте сите. Во делот за чет на сите вас ќе ви испратам формулар. Еве вака. Овој формулар што ви го испратив, Наставниче, пак почнувате да кочите. ништо не правам, затоа кочем. Значи пишувам сега нешто. Пополнете го овој формулар. Ќе видите кој ќе го отворите. Дали ви стаса? Одете во чет и ќе видите. Значи сега да го подпомним. Да, отворете го и пополнете го, одма ни треба за денешниот час. Ќе видите после ќе зборувам. Значи кај мене нема ништо. Ама мора во чет да стаса. Мора да има во чет. Во чет е стасан кај Кај сите. мене Бе дечки, отворете го четот. Вака слушнете ме. Четот? Наставниче отворен ми мене, ама нема ништо. И како може да нема? Наставниче јас го отворив. Ама мора да го има. Линк е таму напишен. Нема наставниче. Тоа не видиш кој ти на Вака, добро, отворете го кој што ќе го пополни, со него ќе зборуваме. Не е воопшто битно. Отворете го кој што може. Еве да го пратам на Деја сега. Линкот. Еве вака, за да може да го пополни. Ќе ви од 3 секунди треба, ќе ви одземи. Ќе видите зошто ми требаат податоците. Не е битно. Значи напишете го. Наставниче, Мола, каде го пратихте линкот? во чет го пратив линкот за да можеш да го пополниш, што ти ќе ни треба за денешниот час. Во шесто одделение? Во чет, Ето, ја го пополнив. во четот на состанокот, значи, еве 6 ми да го одговорија. Значи мене не ми стаса. Ама не може да не ти стаса бе златен. Тестот е во чет и пробај да го отвориш и да го пополниш. Еве во Teams ќе го наместам уште еднаш, ајде да видам. Случајно да не. Еве во секоја група, во секој тим ќе го наместам. Еве во секој Кај одделение. мене го нема наставниче? Ама го има, еве, гледам сега отвори во 604 го има. Значи го нема, еве сега. Наставниче, јас го решив. Добро, во ред, треба да го решите сите. Значи стаса. А ќе стаса, фала Богу, само вие се буните. Еве го во 602 и еве го во 605. 18 одговорија веќе. Наставниче, мене лоудинг. Ако ќе го прочита, ќе се вчита и ќе одговориш брзо оди. Во просек 50 секунди му треба. 3 прашања има, треба да ги одговорите. Еве 23. Вкупно сме 42 денес тука. Наставниче, кај мене го нема. Мора да го има. Оди во тимот за 605, мора да го има. Гледам 27 ми одговори, ќе почекам уште 3 минути. Наставниче, Мола? може повеќе говори да има во едно? Не ми е уклучено, мораш само едно да избереш. Добро. Наставниче, Мола? го прати? Ако си кликнала submit, сигурно си го пратила. Ја кликнав таму.
Еве 32 има кликнат. Ќе почекам додека одговорат сите. А сите се 42. Јас го одговорив. Добро. Гледам јас и кој го одговорил. Ќе почекам уште 2 минути, кој го одговори, го одговори. Наставниче, тоа беше со кој те омилен предмет? Да, боја и сладолед. Да, вкусна сладолед, да. Добро. Значи вака, додека почекуваме да се заврши ова. Денес ја почнуваме последната тема што треба да ја работиме. Ова е собирање на податоци. Овој формулар кој што ви го дадов да го пополните, во него требаше да изберите кој е ваш омилен предмет, која е ваша омилена боја и кој е омилен вкус на сладолед. Сега го одговорија 35 ученици. И што е целта од сето ова? Сега ќе ви покажам. Ќе го тргнам прозорецот настрана. Вака се. Во ред, ти благодарам многу. Јас гледам само notes, кај што ви е OneNote уклучен. Не, па добро, сега го променив. Значи го тргнав тоа. Јас не мислам дека кога ќе биде часов. Па дур заврши. Ако се Вака сега. Имаме уште 2 минути да го пополните. Значи денес како што може да гледате во OneNote. Почнуваме со работа со податоци и решавање проблеми. И прва лекција за денес ни е секторски или пита диаграм. Значи запишете секторски или пита диаграм. Наставниче, Молам? зашо е ова што требавме да решиме? Сега ќе учиме, сега ќе ви кажам. За потребите на часот ми требаше, затоа ви го дадов да го пополните. Молам? А требаше други ученици да се бати, кои ќе ги бајчам учениците по религија? Молам, не те слушнав. Да не требаше другите ученици да се бати по религија? Вака, ако учебникот, слушни ме, ако учебникот ти е даден од училиштето, тоа значи мораш да го вратиш со сите други учебници. Ама за тоа ќе добиете упатство. Кога, како, шо, зошто. Јас само... Молам. Молам. Ќе ги читати правите работи. Еве, да, обавезно. Обавезно, затоа и ги правев тие. Молам? Учебниците. Што ние сме ги копирале, дали Не, учебниците што сте ги копирале. Зошто да го вратите нешто што сте го купиле вие, например? Ако сте добиле, ќе вратите. А ако немате добиено, нема што да вратите. Наставниче, може да го повторите насловот? Вака, еве го насловот. Еве го тоа што ќе го работиме. Секторски диаграм. Или пита диаграм. Значи, секторски или пита диаграм. Значи, еве, завршува оценувањето. Јас сега ќе го прекинам ова споделување, да ви ги покажам одговорите. Значи, да ги најдам кај еве. Еве го. Еве ги одговорите. Значи, одговорија вкупно 37 ученици. Ова ќе ни биде многу битно, многу е незгоден бројот, ама ајде. 37 ученици. Просечно време 53 секунди. Значи квизот е завршен, нема потреба повеќе да го пополнуваат. Бевте на часот приклучени, еве сега пак да ви кажам, вкупно 41. Значи четворица од вас се самоприсутни како декор во училницата, како бројка. Значи не учествуваат во активностите. Еве првата опција. Забележувате, ја гледате така? Кој е ваш омилен предмет? Замислете ФЗО што мислите, на како се представени податоците на овој начин? Со кој диаграм? Наставниче, што бе? Да, и сега, што можете забележите од вашите одговори? Ајде, како би го прочитале овој? Најмногу сакаат математика и По колку? По 7. Вака сега, внимавајте, јас ќе на... Молам? Јас одбрав математика. Добро, не е битно што, гледаме сега како сите одбрале.
Сега ќе го зголем. Кој е ваш омилен предмет? Која е ваша омилена боја? Ја ќе го копирам овој цел, гледајте го вие тука. Мене ми треба во OneNote документот. Ајде сега да видиме. За бојата. Добро тебе. Значи, според графикот овдека, што мислите? Дали имаме боја што воопшто нема одговор? Која? Кафена. Кафена. А која има најмногу одговори? Сината. Сина има 11. Така. Дали оваа низа има мода? И сега шо беше мода? Учевме прво полугодие. Чекај, се јави Елена. Полека. Ете, дали има нешто што овдека најпопуларно од другите? Кој е? Сината. Ама не е тоа, бе, дечки. Мода е она што најчесто се повторува. Значи, кои две бои имаат иста висина на столб? Црвена и жолта. Па црвена и жолта имаат исто број. Црвена и жолта. Мода е тоа што најчесто се повторува. А ранг? Дали имаме ранг овдека? Немаме, затоа што се различни. Колку ќе биде рангот, ама како број како ги гледаме овдека. Добро. Ај сега да одиме сладоледот да видиме. Ќе повториме после се од ова. Его сладоледот. Што може да забележиме од сладоледот? Од графиконот за сладолед. Најмногу луѓе сакаат чоколадо. Колку? Никој не сака 19. Никој не сака банана. А дали имаме исти податоци? Имаме по еден во што? Ете така. Значи, ај сега да повториме. Кои беа статистички карактеристики? Молам? За ванила колку се? За ванила, сега да видам, не ги гледаш ти? Ванила се 4. Ајде вака се, додека го гледате овој документ. Овдека сега, овие резултати, јас ќе ги отворам во Excel. Еве вака. Ќе ги снимам во Блаже Конески. Значи сега, еве го, во слики ќе го наместам. Еве вака, 2, А, Б, В, Г. Работа со податоци. Значи, ова е во работа со податоци. Значи, сега ова ќе го прекинам споделувањето. Овдека. Затоа што завршивме со тоа. Сега ќе се вратам на прозорецот што беше со диаграмите. А меѓувремено јас ќе го отворам фајлот во Excel. Затоа што сите овие диаграми што ги гледате се како рековте? Од кој вид? Стол без диаграм. Ете така, стол без диаграм. Сега, ајде пред да почнеме. Ова го учевме прво полугодие. Кои беа мерките за статистички податоци или статистички мерки што ги знаете? Да ги запишеме. Значи, ја ќе подсетам. Тие ќе беа мода, медијана, ранг и просек или аритметичка средина. Сега. Одиме со ред да повториме. Мода. Што значиш? Работи што се повторуваат повеќе пати. Ете така, значи не мора да се најбројните. Затоа внимавајте овдека. Во првиот случај, најбројни се двете математика и англиски. Таа е модата. Разбирате, тоа не мора значи да е највисокото или најниското, ама видите, имаме две моди. Затоа што и овдека имаме, еве со 5, историја и други предмети. Со исто, со 5. Забележувате? Еве овдека. Значи, 5 имаме во историја, еве ќе ги обојам дури.
Еве. Наставници македонски со физичко се исти. Ете, значи овдека имаме уствари 3 моди. Еве ги овдека, сега со друга боја ќе ги обојам. Физичко и еве го македонски јазик. И уште со црвена боја математика и англиски. Значи имаме овдека 3 моди. Сега. Да запомнам дека, да ве подсетам. Купно одговараат 37 ученици. Ајде. Наставниче, Мола? се извинувам на оние кои ги запишавте десно мерките се мерки за запишување на податоци. Тие се викаат статистички мерки или статистички големини кои што ги користиме за да ги опишеме податоците. Значи, мода рековме тоа што е најчесто. Во случајот имаме 3 моди. Сега, кај медијана. Што беше многу битно, прво пред да определиме медијана на податоци. Пред се вака прво да видиме. Овдека може би е грешен изборот, затоа што имаме два вида на податоци, дискретни и континуирани, тоа немаме учено. Ама сега да ви кажам дека пред се овдека се зборува за дискретни податоци, податоци што можат да се избројат. Значи не може да се случи математика да сакаат 7,5 ученици. Разбирате? Значи ова се така наречени, еве го, дискретни податоци. Тоа е многу битно да се свати. Затоа што тоа е одредена позиција. Значи, германски не може да има 2,5 ученици. Разбирате? Може еден да биде 2, ниту еден. Сега, медијаната. Што беше медијана како мерна, како карактеристика? Од тоа најмногу се повторува до тоа најмалку. Вака сега. Значи медијана е Тоа што се повторува најмногу и Тоа тоа најмалку. Не. Мода рековме. Мода беше тоа што се повторува најмногу. Медијана беше мерката што го кажува податокот што е на средина, ама ако низата податоци е подредена. Сега, ова со подредена ако значи ако се, например, висини. Сега, бидејќи податоци овдека имаме дискретни податоци, тогаш податокот што е на средина овдека, ако ги подредиме по растење, вака. Значи имаме двојка, вака да ги подредам по растење. Значи имаме двојка, имаме една тројка, имаме две четворки, имаме две петки и две седумки. Така? Колку вкупно податоци имаме? Колку ученици одговоривте вие на почетокот? 37. Кој податок е на средина? Како ќе најдеме? Нели беше учевме? Многу е битен бројот на испитаници, дали е парен или не парен. Дали има 37 на 2? 37 е непарен. Значи, што ме непарен број, што ви кажував јас, кој податок е на средина? Зголемете го бројот за 1 и поделете го на пол. Ќе добиете кој податок е тоа? На средина. 38 на полу? 19. Сега, откако податоците ги подредивме? По редослед. Сега, за ова ќе ни треба Excel. Да отворам, го отворив, ама ајде сега. Значи, сега 2 беа, вака, кај германски ќе пишам 2. Значи, имаме 2 германски и 3, значи се 5. И 4, 9. И 4, 13. Значи, довдека сне 13. И 5, сне 18. Значи, петката, втората петка, ќе биде или историја, или било кој друг предмет медијана. Дали ви јасно? Значи, треба да најдете кој ќе ги подредите по редослед која е медијаната.
втората петка, во вториот цртеж, значи еве оваа втората петка би била средината. Дали ви јасно? Ова најчесто се користи кога ќе бидат податоците не дискретни, туку континуирани, односно, на пример, висина, ако биде. Рангот беше што? А не се погодени податоци, ама ајде. Што е ранг? Во една низа податоци. Што мислите што представуваше рангот? Учевме прво полугодие. А дечки, слушам. Подредување. Што беше? Ајде, и да грешиш не е ништо страшно. Најголемата бројка, например, како математика и германски, и англиски. А не би рекол. Видот на најголемата и најмалата. Рангот е разлика, мислам, податоците се грешни тука, треба да бидат континуирани за да го направиме. Разлика меѓу најголем и најмал податок. Сега овдека се дискретни, најголемиот ни е по бројот математика, ама овдека не можеме да го напишеме, треба да бидат висини. Инаку рангот како податок е разлика меѓу најголем и најмал податок. Овдека кога ги гледате како бројки би било 7 минус 2, 5. Ама всушност не е баш добро, ова покажува дека во зависност од каков е вид податокот, тогаш може да зборуваме. Дали ви јасно? Тоа сакам да ви кажем. Да. Вака се. Ај сега да видиме, овие ги дискутиравме податоците, видовме дека се столбести, сега вакво нешто ќе направиме. Сакам сега да ви покажам, ајде први вака, додека јас го средувам ова. Размислете некоја секунда за единствен диаграм што не го кажавме, го оставив за сега за второ полугодие, е така наречениот пита диаграм. Каде сте го виделе и зашто мислите дека може да се користи? Кога, како не те разбрав, извини? Па може и така да биде. Кога треба да одредиме колку луѓе во проценти во сакат на штото? Може и така. Сада како да го направам ова. Сакам сега да направам од ова што вие го избравте. Ајде ќе го направиме сега заедно тоа. Ако ќе биде незгодно, ама ќе го копираме сето. Молам? Не, сликата ништо не правам јас, затоа е така закочена. Значи вака сега ќе направам јас. Значи сега ќе ги копирам овдека што се податоците од вашите одговори и ќе се обидиме да креираме за овие одговори, ние за сите три одговори, еве ги овдека ќе ги наместам јас. Еве ги вашите одговори се сите овие. За кој е ваш омилен предмет? Ајде вака, ќе направиме едно, први ќе ги напишеме во табела, ама први да се вратам назад, да ви кажам што е тоа пита диаграм. Вака. Да имате представа. Што уствари тоа што ќе правиме. Вака. Пита диаграм од каде го добил името. Да мислете, ова што го гледате на сликата ви е пита која што е поделена на делчиња. Сега, секој од овие делчиња што е од питата представува одредена големина. Кај нас, во нашиот случај, кој ви е омилен предмет, секој предмет ќе треба да представува едно парче од питата. Сега, колку предмети, ќе се вратам горе, колку предмети беа прикажани во истражувањето, што ги одговаравте? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, Седем и плюс 8. other. 8. Значи имаме 8 предмети. Тоа значи треба да имате 8 вакви делови од питата. Така? Значи, пита диаграмот ќе го користиме ние за да споредиме колку ученици, например, сакаат македонски, колку сакаат англиски, колку сакаат математика и така натаму. Ама при тоа споредувањето ќе биде во форма на делче. Јасно ви е? Сега вака ќе направиме. Значи, ќе направиме табелата. Еве ова што е овдека, ќе ја селектирам уште, бидејќи ја имаме за да искористиме, ама ќе го напишеме е вака. Ајде да пробаме да ја препишеме табелата и да ја средиме. А дали ја гледаме сета, нема да ја гледаме сета. Туку ќе ја напишам јас овдека уште еднаш. Еве табелата. Ја имаме пред нас. Ќе ја подредиме по редослед. Не се точите. Не знам, сега не би требало сега до најверојатно е нешто до кај теб. Ајде вака ќе одиме. Со ред. Најмалку има германски. Ајде нешто не се слуша. Значи германски се двајца јазик. Наредно е тројка. Природни науки. Природни науки е тројца. Потоа имаме две четворки. ФЗО и македонски. Значи, ова е по 4. По 5 беа, 5 беа кој? Историја и други. Наставниче повеќе од 3 ќе не фати часот. Не. Други. Не, нема да не фати. Историја и други предмети. 5 и 7 беа математика и англиски. Значи, е вака. Математика и англиски. Значи, математика 7 и англиски 7. Не се избрани убо бројки, ама какви што се такви се. Сега целта е ние да ги представиме овие податоци со секторски диаграм. Значи, овдека треба да имате вкупно. Вкупно, кога ќе ги собериме, овие се 37. Значи, вкупно учествуваат 37 ученици. Е сега, за да го разберите ова што треба да го направиме, ќе направиме следното, ќе ви направам едно објаснување сега. Значи, за секторскиот диаграм, бидејќи питата, грешно е ова, не требаше ова. Значи, вака. За секторскиот диаграм, за да го нацртате, ни треба круг. Е сега. Во кругот ќе треба да го знаете центарот на кругот. Е сега, за наредниот час, ќе си имате агломер пред вас. Е сега, бидејќи рековме дека 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 делови имаме, треба да направиме 8 парчиња од питата. Е сега, бидејќи пита диаграмот или така наречениот секторски диаграм, затоа што ако појдете горе, еве го, ова ќе го викаме сектор. Или парче, или дел од питата. Зависи како сакате. Значи, колку прво делови треба да направам, односно парчиња или сектори овдека? Што мислите? 8. 8. Наредно прашање. Гледајте ги податоците. Што мислите? Како ќе го направиме? Како ќе ја направиме поделбата и таа да биде секогаш точна? Што мислите? Баш ме интересира. Како ќе ја направиме поделбата? Прво го делиме на 8 дела, тоа што се 8, добро, да, 8 треба. Ама како е прашањето е како ќе го делиме тоа на 8 делови за да биде точно? Прво ќе го поделиме на половина, па потоа на четвртини и на крајот на осмини. Добро. Сега тука има нешто мана во тоа што го кажа ти. Еве јас ќе го направам тоа што го речи ти. Половина. Ама размислете, ова не е баш целосно точно. Еве четвртина.
не треба сите делови да се исти. Браво Стефан. На овој начин сите делови се исти. Откај знаеме дека не треба сите делови да се исти. По бројот на... Бројот на гласови. Е, Бројот на гласови. така, сега. Откако ги имате гласовите, значи со поделбата не оди во ред. Значи не е во ред. Избришев тоа што не треба. Ајде сега. Од тоа како е дадено? Што мислите? Кои делови ќе бидат исти? Тие што се од 2 пример 5 и 5 историја. А кој дел ќе треба да е најголем? Англиски математика. А кој дел најмал? Германски. Вака сега. Заради поедноставно решавање на задача. Јас ќе ве замолам, вака ќе направиме. Ова наместо 37, ќе видите и зошто, ќе го напишем 36. И ова што е неблагодарно, ама вака ќе направам. Математика, еве, ќе го намалам на 6. За да биде поред. Разбирате, затоа што е многу незгодна бројката, а ќе видите зашто. Се замислете дека 36 од вас одговарали, вака го одговориле. Јасно? За потребите на цртежот се. Сега. Главно прашање што се поставува. Како ќе ги определам големините на делчињата? Во пита диаграмот. Тоа е најважно. Откривме дека најголем ќе биде делот за англиски јазик, дека историја и други предмети се исти, како и физика и македонски. Физичко, мислам, и македонски. Сега, прашањето ми, што мислите? Како ќе определиме колку ќе бидат делчињата? Се вратам на претходната слика овдека, па може ќе ви да идејата. Например, ако имаме овдека, сега замислете, чоколада. Вториот одговор. Што би покажувало ако знаете дека чоколадото е толку? Или, например, ванилата да е овако. Ко кафе делот за... Знаем дека чоколадото е на половина, ванилото е на четвртина. Добро, сега. Да го претворим ова половина и четвртина, ама ќе биде од што? Од 360 степени би требало. Те така. А зошто 360 степени? Бидејќи во еден круг има 360 степени. А затоа ви реков, затоа се сеќавате. Пита диаграм или секторски диаграм се представува со круг. Сега, ако искористам половина од 360 степени, што добивам тука? Рамни ъгъл или 180 степени, односно чоколадото. Значи го добиваме уствари аголот, овој агол овдека, кој ќе одговара на чоколадото. Значи овдека добивате агол. А овдека ако земам четвртина од целиот агол, тоа е 90 степени, ќе биде аголот, што е за овој што рековме за ванилата. Ма се внимавајте. Овдека имаме обратна ситуација. Ја знаете бројката, например, овдека знаете дека е, например, ајде да видиме, за вториот цртеж да видим со вкусот. Половина немаме. Например, еве чоколадото да е пак половина. Пример ви кажувам. Ако одговоривте 360, мислам, ако сите одговори се 36, колку се половина од вас? За да бидат за чоколада. Колку треба да имате избрано? 18. 19 да не е случајно. Да, 18, да, се извинувам, 18. Сега внимавајте. Ние сега овдека го имаме големината на делчето, треба да го најдеме аголот. Во ваков случај постапуваме на следниот начин. Значи, цел круг е 360 степени. Така? Да. А сега, 1 степен, како ќе најдеме кога ќе одговара? 360. Значи овдека треба да делиме со 360. Треба да делиме со
Така, сега внимавајте. Имаме ние 36 ученици. Така? Ајде сега да видиме. Математика. Да ги најдеме како делчињата. Ќе ги запишеме како дробка сите. Затоа реално бројките не се баш во ред. Бидејќи германски се двајца. Два од колку? Како дробка запишено тоа. 2 от 36. Така, 2 од 36. Природни науки? 3 от 36. Така, ФЗО 4 од 36. Исто и македонски. Историја е 5 од 36. И ова е 5 од 36. Математика е 6 врз 36. И 7 врз 36 е последното. Сега. Ајде да ги претвориме секој од овие дробки во проценти. Како се претвораја? Сега ќе треба да користиме и дигитрониот и многу се лоши бројките. Одиме првин германски. Со ред. Германски. Имаме колку? 2 од 36. Ако скратиме овдека, ќе добиеме. 18. Сега. 18-ката е 9 по 2. Така. Бидејќи имаме овдека 9-ка, значи не може да биде цел број, па ќе помножиме по 100 и ова целото ќе го добиеме во процент. Значи, ова учевме е 100 врз 18 проценти. Кој ќе скратиме, ќе дојди 50 врз 9 проценти. А колку е ова сега, кој ќе го поделиме 50 со 9? Учевме, затоа ги учевме сите на почеток. 50 кој ќе го поделиме со 9 е 9 по 6 54 по 5 е 45. Овдека е 50, пак е 5. 9 по 5 е 45, пак 5 и петката се повторува. Значи, ова како учевме, дека е 5 цели плюс 0,5 во периода. И ова беше 5 цели и 5 деветини проценти. Дали ви јасно? Значи, германски е од прилика нешто повеќе од 5,5%. Сега, колку степени ова? Од колку е степени кругот? Цел. А значи 2 врз 36 од 360. Колку е ова? 18 от 360. Ама одека можеме да скратиме 2 по 360 врз 36, ако си скратиме ќе дојде овдека 10, значи ова е 20 степени. Јас не чакочи. Значи, 3 часоте ќе завршиме. Значи, вака се. За наредниот час или за домашно, или пак вака, разгледајте го што го правевме. Наредниот час ќе продолжиме за секторски диаграм и наредниот час ќе се обидиме да ги представиме сите овие податоци, задачите што ми се спремени, за да ги решаваме. Може би ова задача беше лоши бројки избрани, па затоа ни одеше тешко, ама еве јас на крајот ќе ви покажам. Математика бидејќи е 6. Тоа е 1/6, а 1/6 од целиот, значи ова е 1/6, а 1/6 од целиот круг е 60 степени. Значи од прилика, ако ова е 90 степени, значи ако го напишеме како часовник, затоа ве учев јас и така. Ова како часовник. Знаете дека овдека беше 1 и 2, дека од едната до другата бројка колку степени имаш? 30. Значи, аголот од 60 степени е овој овдека. Значи, ова делче овдека, уствари, одговара на математика. И тоа одговара на големина од
60 степени. Тоа значи дека единствено поголемо делче ќе има англиски јазик, а ова делчето ќе биде 20 степени, германски јазик. Тоа значи дека ако ова 30 на 3 дела еве го, значи еве го делчето што ќе одговара овдека, од прилика, затоа ни треба агломер за германски јазик. И на истиот начин ќе ги определиме сите делчини. Дали ви јасно? Наредниот час продолжуваме со истото. До гледање. До гледање, дечки.